најнапред како актер и како раководител на Народниот театар Војдан Чернодрински од Прилеп, сакам да ви се заблагодарам за тоа што бевте и сте со нас во овие моменти на предизвик. Театарот наш овие 2 месеци помина низ многу предизвици. Од тоа да се биде или не. Сакам да се заблагодарам најпрви на актерската екипа, на техничкиот персонал, бидејќи иако театарот ги затвори вратите за публика, театарот не престана во ниту еден момент да работи. Докажавме дека уметноста нема зидови и дека тамо каде што има приказна, има и публика, има и театар. И Народниот театар ќе продолжи да работи, извинете за тоа што сум емотивен, бидејќи овој чин на затворање мене лично како актера и сите нас премногу не повреди. Но, чиста куќа, премиерата, тоа е радост. Кога се прави една представа, кога доаѓа публика во еден простор, значи радост, значи живот, значи сцената живее. Чиста куќа режираше Тамара Стојановска, која што прв пат работи во нашиот театар, начека еден така турбулентен период, но многу добро издржа и сум премногу благодарен. Остатокот сакам да ја представам екипата која што работеше на Чиста куќа. Значи режијата е на Тамара Стојановска. Тамара Стојановска беше многу амбициозна, направи превод на текстот. Исто така ја играше улогата и на костимограф. Да, заедно со актерите. Сценографијата, дизајнот на плакатот и рекламниот материјал го изработи Филип Коруновски, кој што исто така прв пат соработува со нашиот театар и многу ти благодарам за посветеноста и работата. А додека музички соработник на режисерката беше Ана Митовска. Актерската екипа, Лейн, ликот на Лейн го толкува Даниела Ивановска, Матилда или Мачилджи, Наташа Ачански, Вирджинија Катерина Чакмаковска-Клинчевска, Ана Јасмина Мицовска-Станковска и Чарлс Димитар Георгиевски. Поддршката која што имаме од прилепската публика, сакам да ја споделам и со вас новинарите, што значи поддршка од Прилеп и зошто Прилеп мора да има театар. Посебно мене како раководител ми израдува фактот тоа што после објавата на премиерата на Чиста куќа на социјалните мрежи, нашата представа се продаде за 20 минути. Значи за 20 минути беа резервирани скоро сите карти. Тоа е знак дека Прилеп треба да има театар, дека театарот треба да живее и дека Прилеп има публика која што треба да се храни и да се негува. Најпрво да се заблагодарам за шансата да режирам дома. Ова е моја 7-ма представа, но прва во државен театар и многу ми значи што е баш тука во Народен театар Војдан Чернодрински во Прилеп, бидејќи јас сум прилепчанка, така да многу ми значи шансата дека првата шанса ми е дома. За проектот, ова е проект кој го работевме по текст на Сара Рул, The Clean House, и ова е една многу интересна авторка која што со Чиста куќа текстов прв пат се поставува во земјава, меѓутоа на театарските кругови е веќе позната, бидејќи е поставена и во драмски со друг текст, со Евридика во Куманово, со Телефонот на мртовецот и така натаму. Меѓутоа Чиста куќа е за прв пат во Прилеп поставена и за прв пат во Македонија. Нашиот проект, нашава представа генерално се бави со теми поврзани околу животот и смртта преку 5 различни ликови, но меѓусебно испреплетени на многу интересен начин од авторката. И представата зборува за многу човечки теми, длабоко човечки теми, кои што мислам дека ќе допрат до публиката на различни начини. Зборуваме за смртноста, за ширење емпатија, за големината на простувањето, за љубовта, за губењето на љубовта. Имаме многу испреплетени меѓучовечки односи помеѓу две сестри, партнери, родители, деца и така натаму. Ми беше многу битно, исто зборуваме и за траумите од детството и
како на некој начин, додека сме деца, родителите не штитат од можеби вистинската реалност и како децата поинаку ја сваќаат реалноста додека се млади, а како кога ќе станат возрастни. Тоа најмногу мислам дека го истакнав преку ликот на Наташа, преку Матилда. И многу ми е битно, бидејќи во оваа представа се бориме против негативното или против лошите појави во општеството, против болните емоции, преку барање на нешто позитивно. Во нашиот случај кажуваме вицови. Така да вицовите во представа стануваат еден вид фасада или бегство или потрага по нешто позитивно кога е најтешко. И во представа се користиме со елементи на магичен реализам, се користиме со метатеатарски елементи што произлегуваат од самата авторка, но се многу блиски до мојот режисерски ракопис, така да многу лесно ми беше да ја раскажам оваа приказна со прекрасни актери. Така да се надевам дека публиката ќе свати дека ова е една таква човечка приказна која што го бара позитивното во еден ваков негативен свет. Прво да ве поканам сите да дојдете на премиера на 31 во Центарот за култура Марко Цепенков. На големата сцена, инаку по форма представата е камерна. Од многу причини, затоа нема да зборуваме, меѓутоа како и да е, стасавме до крајот и тоа е она што е најубавата вест. Го играм ликот на Лейн, една така средена жена, докторка, со некакви принципи, фасади, правила, прописи и така натаму, каде што полека, но сигурно и се распаја животот. Од различни причини, од различни страни. Нема да говорам за содржината на самата представа, оти нема да ви биде интересно. Имавме, не знам како да го опишам овој процес, травматичен, тежок, не заради Тамара, а заради се што ни се случи. Едноставно, чувството кое го имавме, кога одиш на проба си велиш зошто одам на проба, оти немаме театар, нема кај да играме, што ќе правиме. Одиме на проба, се забораваме во тие сати на креативност и така натаму и со истото чувство се враќавме дома. Така да, не знам колку тоа ни помогна или не одмогна, но како и да е, тоа чувство се надевам дека го искористивме сите и е многу присутно во самата представа, која што и дава една полнокрвна, реална слика на тоа какви сме ние луѓето. Луѓе кои што на моменти се среќни, кои на моменти се многу тажни, на моменти се искрени, се лажни и така натаму. Значи, нема да зборувам многу околу тоа, сакам да ја кажам фала на Тамара за довербата и за издржливоста, за среќата што имаше да работи во навистина тежок период и што ете некако сите успеавме, не само ние како екипа кои што сме присутни овде, туку и на целиот колектив со сите можни сили и мантри позитивни за да бидеме над ситуацијата и да бидеме тоа што треба да бидеме, креативци, уметници и така натаму, но и покрај сето тоа сме обични луѓе кои што работите не болат.